Денес, чист понеделник, започна Великденскиот пост. Вкупно 48 дена православните верници ќе постат во слава и чест на Спасителот Христос, возлюбувајќи го и прославувајќи. Според свештениците и онака како што вели Светата православна црква, во постот најважен е духовниот пост, кој подразбира воздржување од лошите мисли и страсти, со што духот се полни со љубов и позитивна енергија, неопходни за човека. Граѓаните со поделени мислења, едни велат дека ќе постат, а други не, бидејќи примат терапии на кои им е неопходна мрсната храна. Некои ќе постат, некои не. Секој не го испуштива тоа. А вие? Ја не сум никој пат постил и таква ми било работа на мене. Работел сум тешки работи. Физички работи сум работел, не ми било до пост. Дека ја можам со пост и работа да работам. А сега? Сега не можем, а сега слабчиња сум. Со леко и пијам јас. Јас сега здравето изгубил, тоа е. Пост. Што ќе постаме? Што ќе јадеме? Сол, лепи сол? Може. Ама не постаме, да ти кажам право. Од време? А не, од времето село не ни дава да 7 недели до... А сега нема, не држи никој пост, да ти кажам право. Посте се посте. Ќе се пост. Да, Што да. се јаде претежно? Постно једење. Месо, млеко, не. А, не, посте се. Постам, од се постам, синче. Не смеам ништо да јадам, само зелени салати. Особена важност свештениците одаваат на молитвата, која низ овие денови треба да е многу силна и за Бога, но и за ближните. Земне телевизија вела дека од понеделник до петок постите се строги, а маслото е дозволено за определени денови и за време на викенд. Овие пости се најстроги, односно од понеделник до петок е строг пост. Сабота и недела е благословена употреба на масло, додека на празниците благовештени и на цветници се дозволува употреба и на риба. Отстапки од ова правило има, нели секако со благослов и со допуштение на духовникот за оние категории луѓе како што се родилки, бремени жени, возрастни, изнемоштени стари лица, луѓе кои работат тешки или физичка работа. Но најбитно и најважно во постите е воздржувањето, засиленото размислување за Бога, нашата засилена молитва не само кон нас, нашите ближни, туку и кон сите луѓе кои што ги познаваме, посебно кон оние кои што имаат нанесена некаква неправда, бидејќи тогаш стануваме Христоподобни и се угледуваме на Христос, бидејќи да се сетиме на само неколку дена пред неговото воскресение, дека тој беше неправедно распнат и нели буквално се молеше за сите оние кои што му вршеа и чинеа зло. Инаку постот е време за покаяние, а според свештениците, ова е денот спасителен, почетокот на постот, опиувајќи ги стиховите, биди будно, душо, вратите на страстите затвори ги и сврти не кон Господа. Со гласот на неговата црква, Господ не повикува да ги оставиме зад себе своите грешни и срамни дела и да ја започнеме добрата борба на трпение преку пост и молитва, која ги чисти нашите души и не потсетува пред се на Христа.